Здраво да родевте уште едно видео, каде што ова видео ќе решиме задачи за инхибиторни гени и за сврзани гени и ќе бидат прилично лесни. Значи првата задача гласи вака. Чекај, ќе забележиме задача број 1. Ќе зумираме поблизу. При вкрстување на растенија кои имале бели и црвени цветови, значи ќе земеме дека имало растение кои имало бел цвет и дека растение кои имало црвен цвет, во F1 генерација се добиле растенија кои имале само бели цветови. Значи F1 биле растенија кои имале само бели цветови, додека при F2 доаѓа до раздвојување на фенотипов во однос 3 црвени и 13 бели. Значи во F2 имаме раздвојување на фенотипов каде што всушност имаме 13 бели и имаме 3 црвени. Сега, ова се објаснува така што покрај генскиот локус кој ја дава бојата на цвет, односно генот кој дава боја, да речеме дека бојата се дава некој си црвен ген кој ќе обележиме со А. Постои инхибиторен генски локус кој го спречува развојот на бојата, односно експресијата на генот за боја. И поради тоа ќе обележиме дека всушност се инхибира, ќе обележиме тој некој ген И како инхибиција. Така што ако постои овој инхибиторен ген, дали во хомозиготна доминантна или пак е во хетерозиготна состојба, тогаш ќе има бела боја, бидејќи тој ќе го инхибира влијанието на генот кој дава боја. Така за тоа се нарекува инхибиторен ген. Така што да видиме кои всушност комбинации ќе ни дадат какви бои. Така, значи ако имавме, ќе земеме со црвена боја, ако имавме кај што имаме доминантен алел и другиот не е битно каков е, дали е доминантен или рецесивен, и имаме еден доминантен алел од инхибиторниот ген, другиот не е битно каков. Овие единки ќе бидат со бела боја. Исто така со бела боја ќе бидат ако сите се рецесивни, бидејќи без разлика што и инхибиторниот е рецесивен и тој што ја дава бојата е рецесивен, така што не дава боја. Значи овие две комбинации даваат бела боја. Значи единствената комбинација која дава црвена боја е каде што имаме доминантен алел, другиот не е битен, и каде што имаме два рецесивни алели за инхибиторниот ген. Значи ова е единствената комбинација која дава црвена боја. И сега прашањето е всушност составено од две подпрашања, каде што првото под А гласи како фенотип и генотип ќе се добие ако се вкрстат две растенија со бели цветови и со генотипови кои се следните. Значи првото растение има ваков генотип, доминантно рецесивно, и второто растение го има истиот генотип. Значи тука доминантно рецесивно. Сега овие се бели, како што самата задача ни кажува, така овие се бели, бидејќи имаат доминантен алел кој е од генот кој условува инхибиција на тој кој дава боја, и затоа овие се со бела боја, така. Ај вака ќе обележиме. И сега всушност ова што ќе се добие овдека? Ќе се добие исто како кај дихибридно вкрстување. Ќе добиеме таа планетова мрежа, бидејќи вкрстуваме два хетерозигота. И сега нормално да не ја испишувам целата, имаме готова од Google, имаме готова табела. И сега да видиме. Значи како беше правилото? Сите кои имаат доминантен алел за И или пак ако целите се рецесивни, сите имаат бела боја. Така што ова ќе има бела боја, вие сега што ги бележам со црно. И овие вака. Значи вака всушност се овие ќе бидат фатени. Освен ова овде. Значи ова нема да биде. Значи сите тие кои всушност ги заокружив, освен нели ова овдека која на некој начин го изолирав, сите кои имаат оваа конституција овдека ќе имаат бела боја. И колку единки се тоа, да видиме. Тоа се од 16, само 13 такви, значи има 13 кои се со бела боја, ќе ги ставиме со бела за да биде пологично. И тие што остануваат се всушност 3 кои ќе имаат црвена боја. Значи овие се тие 3 кои ќе имаат црвена боја. Дали, рековме тие кои се со црвени имаат доминантно алел, првиот, вториот не е битен и имаат рецесивни алели за инхибиторниот ген. Значи ќе бидат 13 со. Сега под Б не прашува за истата задача, што е многу лесно ова да се реши. Што ќе се добие ако се вкрстат двајца родители, каде што едниот е вака две мали А и овие ќе бидат две големи И, инхибиторен, значи ово е со бела боја. И имаме еден родител кој има доминантни алели тука
има рецесивни овдека, односно ова е со црвена боја. Што ќе се добие? Ова не мораме да правиме вкрстување, едноставно знаеме дека за првиот ген ќе биде хетерозигот и за вториот ген ќе биде хетерозигот. И одма, чим ја знаеме дека ваква генска конституција, дека има доминантен алел за инхибиторниот ген, знаеме дека ова ќе има бела боја и поради тоа ќе имаме 100% кои ќе бидат со бела боја. И тоа е решението на првата задача. Ајде сега ќе идеме на втора задача. Значи, да бележиме задача број 2 од инхибиторни гени. И оваа задача е прилично иста како минатата, само што е друг пример. Но ако што повеќе се повторува, подобро ќе се запамти, така да ова ќе биде како повторување на минатата, само со поразличен пример. Бојата на перијата кај кокошката е под контрола на два пара генски алели. Значи, доминантниот алел C условува создавање на пигмент, но неговата функционалност бара присуство на рецесивниот алел на генот И. Значи, C треба да имаме еден доминантен, другиот не е битен и мораме да имаме рецесивен ген, хомозигот од вториот, односно И ќе го бележиме, бидејќи е инхибиторен, со цел да се изрази бојата. И сега ни кажува дека со вкрстување на две бели единки, значи имаме една бела со некоја друга бела единка, во F1 генерација добиена е цела бела F1 генерација. Значи F1 била целата генерација биле бели единки. Така, додека со меѓусебно вкрстување на единките од F1, значи ова ако се вкрсте повторно со некоја која е од F1, добиена е F2 генерација која што јавува бели и обоени потомци во однос 13:3. Повторно истиот однос кој од преска. Значи добиени се 13 бели и 3 обоени. И сега ние треба да го одредиме генотипот на родителите од F1 и F2 генерација. Значи треба да го одредиме генотипот на овие родители и овие родители. Добро, пред тоа да го направиме, всушност да бележиме дека овој генотип ни дава црвено обојување. Така додека бело обојување беше ако имаме значи доминантен алел, другиот не е битен, и ако имаме тука доминантен, другиот не е битен, и ако имавме се рецесивни. Така овие дава бело обојување. Сега, кои се комбинациите за првите родители, така од паренталната генерација? Значи, двајца родители би можеле да се со рецесивни алели за двата гена, но всушност ако е така, овие родители исто ќе бидат со рецесивни алели, и тоа што и потомството во F2 ќе биде целото со рецесивни алели, и нема да се добијат црвено обоени единки, така секогаш се ќе бидат бели. Така што двајцата родители на почеток не може да се со рецесивни алели, но исто така не може да се едниот доминантен, другиот не, едниот доминантен, другиот не. Значи двајца родители не може да се и оваа комбинација. Зашто ако беа двајца родители таа комбинација, барем неколку единки во F1 потомството ќе има црвена боја. Поради тоа, автоматски знаеме дека едниот родител мора да е, нели, со оваа генска конституција, а другиот родител мора да е со, значи во F1, во паренталната, другиот родител мора да е со се рецесивни алели. Сега добро, дознавме толку, но сепак се уште не знаеме дали овдека ова е доминантен или пак е рецесивен. Или може да едниот рецесивен, другиот е доминантен. Така има неколку комбинации. Всушност постојат 4 комбинации, така двајцата да се доминантни, двајцата да се рецесивни, едниот да е доминантен, другиот рецесивен, или овој да е рецесивен, овој да е доминантен. Ај вака, ќе разгледаме неколку комбинации. Значи ако беше оваа комбинација за првиот родител, тогаш F1 генерацијата би можела да биде се бели, бидејќи ќе се добија CC и така, вакви ќе беа F1, но понатаму во F2 не би можело да се добијат единки кои би биле обоени, бидејќи нема доминантен алел. Така. Но сори може и тоа да биде, бидејќи овдека гледаме дека има така уште еден доминантен алел. Така нема само оваа комбинација да се добие, него ќе се добие и големо С и оваа комбинација. Сега збориме ако го земев ова, така, ако го земев тоа. Така што повторно ќе се добијат се бели, но нема сите да имаат генска конституција како оваа. Така ќе имаше 50% ваква генска конституција, 50% како долната. Од тоа гледаме дека F2 генерацијата всушност се 16 единки. Ако се 16 единки, збориме за дихибридно, тоа значи дека двајца родители од F1 генерација, значи овие овдека двајца родители од F1 генерација, се хетерозиготи. И автоматски чим знаеме дека тие се хетерозиготи,
можеме наназад да се вратиме и да сватиме дека овој овдека родител, така, кога ќе се вкрсти со овој овдека родител, мора да даде само хетерозиготи во F1 генерацијата. За тоа да се случи, овој првиот родител мора да има оваа генска конституција баш која е запишана на него, така што сите кои ќе се добијат во F1 генерација, овдека ќе бидат хетерозиготи. Големо С, мало С, големо И, мало И. И ќе имаат бела боја. Додека во F2 генерација ќе дадат 13 со 3 потомство, како што видовме минатиот случај, нели направивме панетова мрежа и тоа баш тоа се добива. Добро. Значи тоа е одговорот под Б. Тоа е одговорот на втората задача. Добро, сега ќе решиме една задача за сврзани гени, која гласи дека катаракт и полидактилија се сврзани доминантни својства. Сега тоа значи дека гените кои ги носат катаракт и полидактилија се наоѓаат на исти хромозом. Но, значи, знаете дека имаме еден хромозом мајка и еден хромозом татко, еден хромозом мајка, еден хромозом татко, еден хромозом мајка, еден хромозом татко и така натаму и така натаму. Така. Сега, имаш некој си ген кој, например, овдека имаш ген кој ако е во доминантна состојба условува полидактилија и овдека имаш некој си друг ген кој исто ако е во доминантна состојба условува катаракт. Тоа значи дека се наоѓаат на истиот ген. Но поентата е ги имаш истите тие гени, односно алели на другиот хромозом. Така, значи тие се сврзани, значи се на исти хромозом. Сега, имаме некоја си млада жена, така гласи задачата, која што наследила катаракт од таткото и полидактилија од мајката. Значи, ако првиот со црвена боја, да речеме дека е катаракт, значи она го наследила тој од таткото, а полидактилија наследила од мајката. Така. И она сега е со некој си маж кој има нормална нормална фенотипски, значи рецесивни му се алелите. Значи ако речеме дека тој за катаракта, ева ќе земеме со овие бои, дека катаракта е со црвена боја, значи жената има оваа генска конституција, додека за полидактилија ќе ставиме со П, е ова. Мажот за двете има рецесивни алели. И сега ние треба да пресметаме веројатноста нивниот потомок да има нешто си. Сега ќе видиме што ни се бара. Значи по да, ни се бара да пресметаме веројатноста нивниот потомок да ги искаже двете аномалии. Значи да има и катаракта и да има полидактилија. Сега. Значи да видиме. Мајката, ева ќе направиме. Тие што ќе бидат од мајката ќе бележени со црвена боја, тие кои се од таткото ќе бележени со син. Значи мајката има многу хромозоми, ама ние ќе разгледаме само еден хомологен пар. Значи овие два хромозоми кои ги направи се еден хомологен пар, а тие од таткото се овдека. Значи овдека имаме еден хомологен пар од кај таткото. Сега, мајката на едниот хромозом има катаракта, на другиот има полидактилија, додека таткото нема ниту еден хромозом, ништо. Така, значи он е здрав на двата хромозома. Сега, без разлика како и да се комбинираат, детето кој ќе се добие не може да ги има и катаракта и полидактилија. Зошто? Бидејќи оно ќе добие, ева ќе направиме. Ќе добие еден хромозом од таткото, така. И тој ќе биде здрав. Сега без разлика кој да го добие од мајката, не може да ги добие двата. Така, мислам добро, сега може во некој екстремен случај, ние разгледуваме при нормално. Значи или ќе добие катаракта или ќе добие полидактилија. Бидејќи еден хромозом кој ќе биде од таткото ќе биде здрав. Значи по да, тоа не прашува дали може да ги искаже двете аномалии. За тоа шансата е 0%. Значи не може да ги искаже двете аномалии нивното потомство. Под Б не прашува да искаже само една од нив. Значи да искаже една од нив е всушност 50% шанса да искаже катаракта и 50% шанса да искаже полидактилија. Така, бидејќи како што видовме претходно, мајката ќе даде еден од овие. Или ќе даде полидактилија, или ќе даде катаракта, дека хромозомот кој ќе даде таткото ќе биде здрав. Добро, под В не прашува да биде потполно нормален. Дали може да биде потполно нормален? И повторно одговорот е не, бидејќи видовме дека или ќе има катаракта или ќе има полидактилија. Така, значи одговорот е не. Односно има 0% шанса. Сега, тоа што е под Г е тоа што е тешкото. Под Г не прашува, ако го земеме предвид кросинг оверот, каков е одговорот?
Сега, да се вратиме малце горе, сега се надам дека сте гледали за Crossing Over видеото, но главното што треба го запамтите, без разлика како и да се одвива Crossing Over кај таткото, значи без разлика како и да се одвива Crossing Over на соодветни генски локуси, повторно двата хромозоми кои ќе се добијат после Crossing Over ќе бидат здрави. Така, двата хромозоми кои ќе се добијат ќе бидат здрави. Така да под Г и ако го земеме Crossing Over во предвид, хромозомот кој ќе дојде од таткото ќе биде здрав. Така. Но да видиме какви хромозоми може да дае мајката. Мајката може всушност да дае 4 различни хромозоми. И како тоа би изгледало? Значи претходно имавме нели два хромозоми каде што, ева ќе бележиме со жолта боја. Овој да речеме има катаракта, овој има полидактилија. Или ава ќе бележиме со различна боја. Нека биде со жолто тука дека е катарактата, а полидактилијата ќе ја бележиме со, не знам, зелена боја. Така овде има полидактилија. Сега при Crossing Over всушност доаѓа на замена регионите. Сега нормално и овдека има полидактилија, ама тој е рецесивен, така тој не условува. И тој е исто здрав како кај таткото и овдека исто има ген за катаракта на овој хромозом, ама исто и тој е здрав. Така. Значи ај усвари вака ќе направам. Значи тука има жолто, но тоа е здраво, овдека тоа е нездравото. Овдека има зелено, кое е заболено, овдека исто има зелено, кое е здраво. Дејќи се сврзани гени, се наоѓаат еден до друг, на исти хромозом. Така ова ќе облежиме со П. Сега, при Crossing Over всушност доаѓа на замена на одредени региони. Така, може като да отиде таму, да се размени жолтиот со жолтиот регион, може да се замени зелениот со зелениот. Сега, без разлика што и да се случи, например, ако и жолтиот се замени, и зелениот се замени, нема ништо да се промени, така повторно ќе добиеш истата комбинација, значи ќе го добиеш ова. Така, ајде да видиме. Ќе се добијат вака. Само што сега катарактата ќе биде на овој хромозом. Катарактата сега ќе биде на овој хромозом, додека полидактилијата ќе биде на овој хромозом. Така, значи нема ништо да смениш, едноставно само ќе размениш хромозомите. Ама друг начин е, например, само едниот да се размени. Така, дали катарактата да се разменат сегментите, овој да отиде таму, другиот кај него, или пак само генот за полидактилија да се размени помеѓу двата хромозома. И тогаш што ќе добиеш? Ќе добиеш да едниот хромозом, ева ќе направиме двата, да едниот хромозом ги содржи и болниот за катаракта и болниот, односно неправилниот ген за полидактилија, че овој ќе содржи и катаракта и полидактилија, додека другиот ќе биде здрав. Сега да видиме кои се веројатностите. Значи овие се сите 4 комбинации кои може мајката ги даде како гамети. Значи ако мајката го донира овој хромозом, така, тогаш детето ќе има катаракта. Ако мајката го донира овој хромозом, детето ќе има полидактилија. Ако мајката го донира овој третиот хромозом, детето ќе има и катаракта и полидактилија. Ама ако мајката го донира овој последниот хромозом, тогаш детето ќе биде здраво. Така што, ако земеме и Crossing Over во предвид, тоа значи дека има 25% шанса да биде со катаракта, 25% шанса да биде со полидактилија, 25% шанса дека ќе биде и катаракта или и полидактилија, и 25% шанса дека ќе биде комплетно здраво. Добро, тоа е тоа. Се надам дека свативте што објаснував. И тоа беше се за ова видео. Значи тоа беше за сврзани гени, за инхибиторни гени. И така, се надам дека научивте нешто ново. Ако има нешто нејасно, пишете во коментар и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.